нашето неделно интервју гостин е новиот министер за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски. Првин ви посакувам многу успех во работата и во министерувањето и што ја прифативте нашата покана. Благодарам на поканата и на убавите желби. Се надевам на се најдобро за сите граѓани. Прво и првично што би сакала да ве прашаме е што е она што ќе го направите како министер. Прва реформа, прв проект. Ние имаме неколку предлози во владината програма, кои што веднаш може да бидат применети, како на пример предлогот за флексибилно работно време на вработените во јавната администрација. Што ќе значи тоа? Дека тие може да дојдат на работа во периодот од толку до толку часот, има различни неколку предлози, и дека си одат од една од предлозите да доаѓаат од 8:30 до 9:30, да може да си одат помеѓу 15:30 и 16:30 часот. Но повторно не сакаме да го земеме ексклузивитетот дека ние најмногу знаеме и најдобро знаеме за се, туку сакаме ова да го разговараме со соодветните чинители. Јас вчера го направив тоа, имав работна средба со синдикатот на УПОС, каде што разговаравме за овој наш предлог, за нив е тоа апсолутно прифатливо, дели од нивните барања што ги имале до владата до сега, но не нашле на слух. И веќе следната недела мислам дека можеме да влеземе и во процесот на имплементација на оваа мерка. Постојат и ред на други, но оно што за нас е многу битно во следниот период е да го отвориме законот за државни, односно за административни службеници, каде што има неколку работи кои што сметаме дека многу можеме да пред се ослободиме притисокот врз вработените во јавната администрација, но и да направиме со мали сега измени таа малку поефикасно да функционира. Главната работа во однос на реформата на јавната администрација ќе биде стратегијата за реформа на јавната администрација, зашто веќе постои нацрт документ во Министерството, не е подготвен од новата влада, туку напротив, во тој процес учествувале голем број начинители, почнал претходно. И тоа што ние сега ќе го направиме е дека и овој нацрт документ кој што веќе постои, веќе следната недела во вторник ќе го презентираме пред јавноста. Сакаме повторно да ги поканиме сите чинители, граѓанскиот сектор, Македонската академија на науки и уметности, универзитетите, меѓународните организации кои што работат и помагаат во реформата на јавната администрација, и тие да ги дадат своите коментари, подоцна одиме на нејзино усвојување и имплементација. Она што со оглед на тоа што доаѓаме од реалниот сектор, сакам да го кажеме дека да, ќе правиме широки консултации, но тие нема да бидат бесконечни. Значи мора да има крајен датум и да се носат одлуките и да се спроведуваат мерките. Значи ова се само дел од работите, има и многу други. Така. Една од работите која што интересира јавноста и за која и вие долго зборувавте кога бевте во опозиција е точната бројка на администрацијата. Кога може да се очекува таа бројка, дали правите анализи и реално бројката на оние луѓе кои што не се распределени по сектори, туку седат дома? Министерството за информатичко општество и администрација има веќе направено одредена анализа, таа бројка ја објавија над 120.000 вработени во јавната администрација, меѓутоа според нас и оно што го тврдевме цело време, тоа не е реална бројка. Во оваа бројка не влегуваат вработените во јавните предпријатија, не влегуваат вработени под времени договори за вработување, и тоа е една сериозна бројка која што е надвор од овој до сега јавно презентиран документ. Во моментов ги правиме анализите и ги собираме податоците. Мислам дека многу брзо во текот на следните, да не претерувам, но неколку недели, ќе можеме точно да излеземе со фиксна бројка на вработените во јавната администрација. Ќе не сватите дека сме во процес како влада и во процес на менување на раководните кадри во голем број на институции, од чии што информации и соработка зависи пропноста и брзината на добивањето на информациите. А во бројката навистина сакаме реалната бројка да биде презентирана, значи и од локалните власти да ги добиеме информациите, училишта, се она што е дел на администрација. Така што ќе си го дадеме можеби времето од 1-2 недели, но факт е дека ќе мора да излеземе со... Таа бројка влегуваат и оние кои што практично не се продуктивни кадри, знаеме, кои што се вработени по рамковен договор. И тогаш ќе очекуваме таа бројка, така? Таа бројка можеме да ја презентираме и многу порано, доколку сакате таа бројка можеме да ви ја дадеме и во текот на денешниот ден. Оно што е наша задача, оно што е една од главните заложби, ќе биде овие луѓе да добијат соодветна распределба во рамките на администрацијата, односно да добијат работни задачи.
како што ветивме, никој од јавната администрација нема да биде избркан, освен доколку не го прекршил законот, но сите ќе мора да бидат ставени во функција на граѓаните. Но што ќе правите во однос на препораката на Европската комисија, која што неколку пати забележуваше дека администрацијата, како и сами што кажавте, е прегломазна, неефикасна, пребројна? Имате ли план? Можам само да го повторам оно што кажав. Нема да има бркање на вработени од јавната администрација. Тоа е ветување што го дадовме на граѓаните и тоа мораме да го држиме, да го исполниме. Администрацијата се согласувам дека е гломазна, ама кога веќе ја имаме, треба да ја реорганизираме. Значи, мене зборот реформа на администрацијата искрено веќе и, да ви кажам, не можам да го слушам, затоа што го слушам 25 години. И од тоа сме виделе разни проекти кои што на крајот резултатот, ефикасноста, граѓаните не ја гледаат. Значи, нас не треба внатрешна реорганизација на вработените во јавната администрација. Дел од работите веќе ги изборевме, ќе има и ред на други работи кои што ќе влијаат. Не знам, доаѓајќи од овој сектор, од IT секторот, веќе увидов дека постои сериозен, огромен недостаток на IT експерти од различни области, не само во ова наше министерство, туку во низ целата јавна администрација, и во судството, и во обвинителствата, секаде. А ние овде зборуваме за, не знам, 10 години назад зборуваме за интероперабилност на институциите. Невозможно интероперабилност ако немате луѓе, обучени луѓе, образовани луѓе кои што ќе го водат тој процес. И пак и ова поврзано со законот за административни службеници. Јас не можам да привлечам добро образован IT кадар со платите кои што ги нудива јавната администрација. А знаете како, па го поврзувам и со УПОС што го бара луѓето од синдикатот. Не можеме сите да ги ставиме во еден калап, дека тие се сите административни службеници и сите се под исти терк со законот. Имаме реалноста и на пазарот покажува други работи. Ако треба со колективен договор со одредена категорија на вработени да ги регулираме односите, тоа и така треба да биде. И затоа ги слушаме барањата на граѓаните и на синдикатите, да, отвараме некои ситуации и процеси кои што досега ригиден бил ставот на власта и немало слух за тие работи. Но заеднички сметам дека ќе успееме да најдеме решенија на овие проблеми. Нормално нема се да оди преку ноќ и за тоа треба време. Така, знаеме дека минатата година, мислам дека беше во ова време, точно пред една година, беше донесен законот за владино рекламирање. Со оглед на фактот што премиерот Зоран Заев кажа дека владино рекламирање нема да има, туку владата ќе согласува преку огласи и соопштенија на јавниот сервис, каква ќе биде функцијата тогаш на овој закон? Законите се носат, менуваат, тоа не е вечна категорија. И затоа е тука собранието и пратениците кои што имаат реално контролата. И тука намераваме сосема поинаков пристап да имаме, не е владата таа што ќе му кажува собранието, туку собранието ќе каже на владата како да го регулира тоа. Без разлика што ќе се случува со законот. Оваа влада нема да се рекламира на комерцијалните медиуми, точка. Нема да има отколачо. Апсолутно. Владата, така? Апсолутно. Се што имаме да им кажеме на граѓаните, онака како што рече премиерот Заев, ќе го правиме преку националниот сервис. И тоа ќе биде бесплатно. Значи, ниту ќе има реклами, ниту ќе има снимање на реклами преку одредени фаворизирани агенции. Тоа време заврши. И ќе оставиме едноставно комерцијалните телевизии исто така да може да живеат од комерцијалниот дел од колачото маркетингот, како што и треба да биде. И тоа стана еден од токму давањето на пари за владени реклами стана еден од главните проблеми за состојбата со која што се доведовме со медиумите. Време е и тоа и таа работа да исправиме со оглед на тоа што и медиумите се на некаков начин под некаква ингеренција на ова министерство и во овој дел имаме одредени предлози кои што сакаме, но пред сега ги дискутираме со луѓето од фелата од медиумите, а потоа ќе отвориме една широка јавна расправа со оглед на тоа што особено состојбата со медиумите е многу сензитивна и сакаме да добиеме максимална можна поддршка, па и консензус помеѓу сите во општеството за промените кои што сакаме да ги предложиме.